Од понеделник почнува првиот уписен рок за запишување на студенти во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август. УГД со своите капацитети е подготвен да ги прими новите студенти од регионот и пошироко. Конкурсот што е прифатен од страна на владата на Република Македонија објавен во сите весници од страна на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, содржи околу 5000 студенти оваа година и тоа е бројка која е релативно комотна бројка во која може да го најдат својот интерес сите заинтересирани средношколци и мислам дека бројот на студентите е доволен за да ги артикулира сите потреби на сите студенти во овој дел на Република Македонија и пошироко од неа. Од странство бројките се секогаш лимитирани на 10% од вкупната квота на бројот на студентите и тие во минатите години беа во бројка некаде околу 150 студенти. Се надеваме дека оваа година ќе биде таа бројка во тој број би се однесувала бројката. Не очекуваме поголема бројка од 150 студенти. Освен програмата за вајарство на Ликовната академија, оваа студиска година на останатите факултети ќе нема нови студиски програми. Новитетот оваа година е тоа што УГД има воведено нова електронска платформа, информираше на пресконференција ректорот Боев. Тоа е една модерна платформа која се применува многу универзитети, европски и светски универзитети. Таа е прилагодена за потребите на наши студенти, кај студентите можат од било кој дел на Македонија, од било кое место да направат апликацијата и општо да не се појават у првиот налет, да кажеме, на универзитетот, него потоа при запишувањето да дојдат на универзитетот и да ги решат своји проблеми. Како и секоја година, така и оваа. Новите студенти уписите можат да ги вршат во стариот ректорат во делот на правниот факултет, односно во Домот на културата Ацо Шопов во Штип, а исто така и во сите дисперзирани центри во рамки на УГД на сите факултети. Инаку, оние матуранти кои нема да се запишат на првиот уписен рок, можност за запишување ќе имаат на вториот уписен рок на 25 и 26 август, како и на третиот на 5 и 6 септември.